Денеска во Кавадарачко се сретнав со многу лозари, сопственици на мали винарии и драго ми е за нивната позитивна енергија со која ми ги раскажуваат своите лични бизнис приказни, како и за ентузијазмот со кој работат, планираат да го зголемат производството, размислуваат дури и да извезуваат вино надвор од државата. Изминативе 7 години владата стави крај на земјоделските протести, ги слушаше барањата на сите земјоделци и не дозволивме какви било поделби, туку помагавме подеднакво на сите. Нема повеќе истурено млеко по улиците како револт на млекопроизводителите, запален тутун поради понижувачки откупни цени, неоткупено вино и грози. Се зголемија субвенциите со помош на фондовите од ЕУ, го реформиравме целокупниот сектор. Почнавме со 100 милиони евра субвенции, сега зборуваме за милиарди евра земјоделски субвенции. Сите тие средства им беа ставени на располагање на земјоделците. Преку ИПАРД програмите, европски неповратни средства се искористени за развој на земјоделството. Нашата држава е прва во регионот која започна ИПАРД 3 програмата и тоа со 63% повеќе пари. Сите тие средства се насочени кон модернизација на македонското земјоделство. Затоа не треба да чекаме. Наместо тоа да продолжиме по вистинскиот пат на иднината, членството во Европската унија. Тоа значи најголем бенефит за граѓаните. Над 1 милиарда и 100 милиони евра само за развој на руралниот туризам, за нови инвестиции, модернизација, за вкусот на Македонија да се најде на европските трпези.